Го гледате најновото издание на Дневникот на К1 телевизија и во овој дневник ви ги донесуваме најновите информации од регионот Македонија и светот. По настаните кои го одбележаа денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Вчера попладне се роди првото бебе во Велешката болница. Тоа е женско и е четврто дете на 30 годишната Наиме Алиова. Над 2 милиони жители во Македонија, според Државниот завод за статистика, жените подолговечни од мажите. Полицијата со апел до возачите внимателно да управуваат со моторните возила во раните утрински часови. Можни се појави на голомразица. На гинеколошкото акушерското оделение при општата болница во Велес вчера попладне се роди првото бебе во новата 2018 година. Тоа е женско и е четврто дете на родилката Алиова Наиме од Горно Јаболчиште. Бебето е тешко 2 килограми и 960 грама и долго 50 сантиметри. На родилката ова и е прво женско дете, а таа досега родила 3 сина кои имаат 6, 4 и 3 години. Наиме Алиова од Горно Јаболчиште е мајка на првото родено бебе во Велешката болница. Таа на свет донесе женско дете. Ова е нејзина четврта рожба. Породувањето се случило вчера попладне, а мајката и новороденчето се во одлична состојба, вели докторката Сонја Димова. Пациентката Алиова Наиме од Горно Јаболчиште, 30 години, раѓањето е спонтано, нормално, бебето е добро, мајката добро се чувствува, значи се е вред. Честитки за приновата, но и честитки за новата година. Денеска Алиова доби од Аце Коцевски, градоначалник на општина Велес. Тој посакувајќи му на новороденчето среќен живот, го даруваше со штедна книшка од 12.000 денари. Посака по Белешкото родилиште да се раѓаат многу деца. Да посакам да биде плодна, берикетна, да се раѓаат што повеќе здрави, прави деца и користам прилика на мајката на новороденчето и на новороденчето да ја честитам приновата на семејството, да му посакам на бебето да биде живо и здраво, да расне со родители, да биде среќно и безгрижно, така да биде со сите деца кои ќе се раѓаат следната година во нашата болница, не само од територијата на општина Велес, туку и од регионот, затоа што нашата болница е регионална. Денеска во Велешката болница запишано и второто породување. Овој пат станува збор за машко бебе, а според изјавите на лекарите од гинеколошко-акушерското оделение во Велешката болница, до крајот на денот се очекува на свет да биде донесено уште едно бебе. Минатата година во Велешката болница родени биле 649 деца. Мирни, безвидно, зголемена работа поминале првите 24 часа во Велешката болница. Главната сестра Марина Андова вели дека најмногу работа имале докторите на хируршкото оделение, па потоа оние на интерно, а на другите оделенија дежурниот медицински персонал се грижел за здравствената состојба на претходно задржани пациенти на лекување. На интерно оделение во текот на новогодишната ноќ се донесени 2 помлади момчиња во алкохолизирана состојба. Укажана е терапија, нега, медицинска помош. Во добра состојба се во раните утрински часови на истото оделение е донесено и возрасно машко лице, родено 59 година, донесено е во потешка алкохолизирана состојба и како потежок случај е укажана му медицинска помош и препратено за Скопје после консултација со невропсихијатар од нашата болница. На хирургија во текот на раните утрински часови, некаде околу 3:30 часот, се донесени 3 млади момчиња на возраст 17-18 години, на кои што им ја укажана итна медицинска помош од нашата екипа
и препратени се сите три за Скопје, од кога е извршена медицинска диагностика во нашата болница и едно по едно се транспортирани во Скопје на клиника, каде што се и задржани, хоспитализирани, во тек е понатамошното лекување во рамките на клиника Скопје. По консултациите со инфективно оделение, со невропсихијатриското оделение, добив информации дека на оделенијата, освен вообичаените болни кои што се хоспитализирани поради болести, немаме хоспитализирани пациенти од прејадување или други од тој вид на болести поврзани со новогодишната ноќ. И додека многумина празнуваат, кратците продолжуваат и понатаму на терен работно. МВР информира дека 50 годишен велешанец олеснет е за 200.000 динари. Имено тој рано утринава пријавил дека од возило Fiat Punto од страна на непознат сторител му била извршена тешка кражба. Колешката Дијана Иванова ги има деталите. Велешанец олеснет за 200.000 динари. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, 50 годишниот ДК пријавил дека вчера во раните утрински часови неговото возило марка Fiat Punto е обиено и од него одземена е машка чанта во која што имало 120.000 динари, лични документи, 2 картички, но и уште една женска чанта. Со извршената кражба од МВР вела дека сторителот противправно се стекнал со имот на корис од 200.000 динари, а причината е материјална штета од 3.000 динари. Тешката кражба сторителот ја извршил со употреба на погоден алат, делувал на бравата на возачката врата, ја отворил и од багажникот ги одземал наведените предмети и заминал во непознат правец, се вели во соопштението од МВР. Се превземаат мерки за расчистување на настанот. СВР веле со апел до возачите за зголемена внимателност при управување на нивните возила. Оттаму информираат дека утринава на територијата која тие ја покриваат се случиле 3 сообраќајни незгоди. СВР Велес преку соопштение информира дека утринава на територијата која тие ја покриваат се случиле 3 сообраќајни незгоди. Она што идентично за сите сообраќајки е дека се случиле како последица на неприлагодена брзина на движење на автомобилите според условите на патот. Минусните температури се причина за подмрзнување на коловозите. Првата сообраќајна несреќа се случила на автопатот Неготино-Велес. Поточно 3 возила се извртени на патот на мостот кај Стоби. Втората последна платната рампа Градско и последната на регионалниот пат Кавадарци-Неготино. Повредени нема, причината е само материјална штета. Сообраќајна несреќа утринава имаше на автопатската делница Скопје-Велес. Во истата учествувале 4 патнички возила, 1 камион и 1 автобус. Повредени се 3 лица. Од СВР Велес апелираа до возачите за зголемена внимателност при управување на нивните возила, но и прилагодување на брзината според условите и состојбите на патот, особено во утринските часови, кога има подмрзнување на мостовите и осојните места. Кавадарчани оптимисти очекуваат новата година да биде година која ќе ја запаметат по отварањето на многу нови работни места, подобар живот и економски просперитет. Точно на полнок граѓаните кои ја дочекаа новата година на градскиот плоштад си упатија пораки за здравје, среќа, радост и поубава година. Подобар живот, повеќе работни места, многу здравје и среќа очекуваат кавадарчани од новата 2018 година. Точно на полноќ кога стрелките на часовникот се поклопија, големиот број на граѓани кои ја дочекаа новата година на градскиот плоштад во Кавадарци си упатија пораки за здравје, среќа, радост и поубава година. Во 2018 година да гледам среќни, насмејани лица како што ја гледам тука вечерва. Кавадарци покажа и вечерва дека знае да се забавува, знае да излезе, знае што е убаво. Една календарска година значи само одбележување на бројките. Нас ни почнува една нова календарска година кај што треба да направиме многу успех, а тој успех да биде заеднички наредната година на истото место, да го видиме Кавадарци многу поубаво и на повисоко место.
Градоначалникот Јанчев, како што налага традицијата, ги посети дежурните екипи на полициската станица, против пожарната единица и брзата помош. Им ја честита новата година со желби за што помалку работа во годината што следува и им врачи пригодни подароци. Од денеска може повторно да се поднесуваат барања за легализација на дивоградбите, а рокот трае до крајот на годинава. Услов за озаконување на објектот е да биде изграден заклучно со 3 март 2011 година, како што се предвидуваше со првото законско решение. Барањата се поднесуваат до општините каде што се приложува платена сметка за струја или вода, а постапката за легализација предвидува и геодетски елаборат. Од денеска повторно може да се поднесуваат барања за легализација на дивоградби, откако стапија во сила последните измени на Законот за третман на бесправно изградени објекти, усвоени од собранието на 22 минатиот месец. Со законските измени се овозможи дополнителен рок и за комплетирање на документацијата, што ќе може да се направи до крајот на јуни годинава. Услов за легализација на објектот е тој да бил изграден заклучно со 3 март 2011 година, како што се предвидуваше и со првото законско решение за оваа намена. Барањата се поднесуваат до општините, каде се приложува платена сметка за струја или вода, пошто процедурата предвидува и доставување геодетски елаборат. Имено, од март до септември 2011 година за легализација на дивоградби беа доставени 360.000 барања, а во дополнителниот рок за почетокот на 2016 година беа поднесени уште 80.000 барања. Според податоците од надлежните институции, досега се легализирани 40% од објектите за кои беа поднесени барања. Со 950 килограми на подмладок на краб порибени се езерото Младост и реката Вардар. Порибувањето за прв пат не беше реализирано јавно. Од риболовното друштво велат дека ваквата одлука ја донеле во интерес на подобро реализирање на акцијата. Кон крајот на минатата година Сдруженијето на спортски риболовци Бабуна од Велес ја реализираше планираната акција за порибување на реката Вардар и езерото Младост. 950 килограми подмладок на краб беа пуштени на 2 локации во реката и една на езерото. Порибувањето за прв пат не беше реализирано јавно. Од риболовното друштво вела дека ваквата одлука ја донеле во интерес на подобро реализирање на акцијата, односно подмладокот да биде спасен од рибократците. А појавата на рибокраци на територијата на ревирот, кој што го покрива риболовното здружение Бабуна, беше еден од сериозните проблеми во 2017 година. Голем дел од рибокраците биле откриени, одземени се мрежи, но и друг риболовен алат забранет за ловење на риба. Писмо од папата до премиерот Заев по повод 1 јануари, светскиот ден на мирот, која се однесува на декларациите за миграцијата и за статусот на бегалците. Во него неговата светост пишува дека е прифатена пораката на премиерот за мигрантската криза за потрагата по мир. Ватикан се надева дека хуманитарната криза годинава ќе се решава врз основа на 2 декларации, првата за мигранти, а втората за бегалци. Во пораката се додава дека со овие спогодби се обезбедува рамка за водење политика и практични мерки за миграцијата и за бегалците. Вестите од Македонија. До крајот на 2016 година во Македонија живееле 2.073.702 жители, а најзастапена е младата репродуктивна популација. 16,6% се деца до 14 години и 13,1% се возрастни над 65 години. Ова се статистичките податоци. Според податоците на Државниот завод за статистика, 2144 лица се иселиле од Македонија, додека 8887 ги промениле местата и адресата на живење.
Во текот на 2016 година вкупно се родени 23.199 деца, од кои 23.002 живородени и 197 мртвородени деца. Според возраста на мајката, наголемо учество, односно 34,1%, се живородени деца од мајки на возраст меѓу 25 и 29 години. Вредноста на тоталната стапка на фертилитет во 2016 година изнесувала 1,50 живородени деца на една жена. Најголемиот дел од родените деца, односно 88%, се родени во брак, а намалувањето на фертилитетот е резултат на одложувањето на стапувањето во брак во повозрастните години. Во 2016 година склучени се 13.199 бракови, а бројот на разведени бракови 1985. Просечната возраст при склучување на прв брак е 26,5 години за невестата и 29,3 години за младоженецот. Бројот на умрените лица во 2016 година изнесува 20.421 умрено лице, а просечната возраст кај мажите изнесувала 70,3 години, а кај жените 74,7 години. Најзастапени причини за смрт во Македонија биле болестите на циркулаторниот систем кои учествуваат со 53,5%, потоа неоплазмите со 19%, ендокрините, нутритивните и метаболичните болести со 5,5%. Природниот раст во Македонија изнесува 1,2%, а последниот попис на население во Македонија е извршен во 2002 година. Температурите на воздухот се надпросечни за овој период од годината, што им годи на посевите заради задоценетата сеидба и подготовката на културите за презимување. Вакви температури може да им помогнат на посевите полесно да формираат репродуктивни органи, без што нема да има семенски материјали високи и квалитетни приноси. Негативните утрински температури со вредности од околу -6 или -7 степени се во границите на издржливост на културите и не може да предизвикаат штети. Влажната есен со надпросечни количества на врнежи овозможија да се зголеми влагата во почвата, особено во подлабоките слоеви како резерва и гаранција за успешно презимување на посевите, овошките и на лозата. Отсуството на снежна покривка не треба воопшто да ги загрижува земјоделските производители, бидејќи со ваквите временски и температурни услови земјоделските култури не се загрозени. На новогодишната ноќ Калифорнија стана најголемата сојузна држава во САД која легализираше рекреативна употреба на канабисот. Историската одлука беше изгласана 20 години по легализирањето на медицинската марихуана. Лиценца за продажба добија околу 90 продавници, а дозвола за купување има секој што наполнил 21 година. Законски дозволената доза е 28 грама или 6 стебла. Вестите од светот. Протестите во Иран кои почнаа како движење против политиката на поскапување на основните животни производи, нагло прераснаа во масовни и насилни демонстрации, кои веќе зедоа над 10 човечки жртви. Американскиот председател Доналд Трамп својата прва порака на Твитер годинава ја посвети на состојбата во Иран, застанувајќи на страната на народот. Иранскиот народ беше угнетуван со години, гладува за храна и за слобода. Покрај човековите права, украдено е и богатството на Иран. Време е за промена, порача челникот на Белата куќа. Остри критики за владата во Техеран и од израелскиот премиер Нетањаху. Иранскиот председател Рохани тврди дека Израел е зад протестите, не само што е погрешно тврдењето, туку е и смешно. Никогаш не би го навредил иранскиот народ, заслужува подобро. Храбрите луѓе се на улиците каде што ја бараат слободата и правдата. Суровите режими на Иран трошат десетици милиарди долари на ширење на омразата. Со тие пари можеа да изградат училишта и болници. Тие се плашат од народот, изјави премиерот на Израел Бенјамин Нетањаху. Председателот на Иран Хасан Рохани предупреди дека иако граѓаните имаат право да протестираат, насилството нема да се толерира. Народот ќе одговори на сите кои предизвикуваат проблеми, а овде постои малцинство. Проблемите на народот не се само поради економската состојба. Тие бараат поголема слобода. Ова влада нема се под своја контрола.
изјави Хасан Рохани, председател на Иран. Револтот кај граѓаните на Иран се зголеми откако властите блокираа некои социјални мрежи со цел да спречат на тамошно организирање на протестите. Јужна Кореја со предлог до властите на Пјонкјанг од 9 јануари да започнат преговори на високо ниво. Поканата доаѓа откако севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун изјави дека е подготвен за диалог, како и за можноста да им дозволи на своите спортисти да учествуваат на зимските олимписки игри. Јужна Кореја предлага средбата да се одржи во селото Панмунџом, на добро чуваната граница меѓу двете земји, каде и порано се одржувале вакви средби. Предходно јужнокорејскиот председател Мун Џа Ин ги повика своите власти да ги направат сите неопходни подготовки за Северна Кореја да може да учествува на Олимписките игри. Мун додаде дека подобрувањето на односите меѓу двете земји ќе биде поврзано со запирање на севернокорејската нуклеарна програма. Денес имавме променливо облачно време, кон крајот на денот ќе има повремени врнежи од дожд. На планините врнежите ќе бидат од снег. Ќе дува умерен југозападен ветер, чиј правец кон крајот на денот ќе се промени во северен. Максималната температура ќе се движи од 7 до 13 степени. Утре се очекува пријатно стабилизирање на времето со умерен ветер од северозападен правец кој ќе предизвика опаѓање на дневната температура. Во четврток ќе има нов влажен и постуден бран со локални врнежи од дожд, а на планините и на повисоките места од снег, најавуваат од УХМР. Со деталите за временската прогноза го заокружуваме ова информативно издание. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!